civilmedia.mk. Добре дојдовте во кратки нозе на Цивил Медија. Заедно со вас ги разоткриваме дезинформациите и лажните вести со цврсти факти и аргументи. Во ова издание зборуваме за дезинформации за анкетите, за кои дебатира и лидерите на власта и опозицијата Заев и Мицкоски. Ке разоткриеме и дезинформации за COVID-19 вирусот, како и за говорот на омраза, за кој јавно се изнесе невистина дека не е кривично дело. Бидете со нас, тргнуваме веднаш. Анкетите за партиите и политичарите се повторно актуелни, како и секогаш пред избори. Освен компании што прават анкети со години, неретко се јавуваат и речиси анонимни ентитети, со бројки кои често ги демантира реалноста. Кредибилитетот на анкетарите и бројките потоа стануваат предмет на дебата помеѓу политичките опоненти, како што беше и на минатонеделниот дуел помеѓу премиерот Заев и лидерот на опозицијата Мицкоски. Има неколку анкети што се појавија изминатиот период. Оваа од Брима е анкета која што практично е платена од прилика 120.000 евра со владени пари на тендер. Оваа Брима, и таа Брима Галуп која што постоеше се црно-бело. Дали Брима е Брима? Дали нарачател на анкетата е владата? Обвинувањата на Мицкоски и ВМРО ДПМНЕ ги пренесоа десетици медиуми и портали и стотици профили и страници на социјалните мрежи. Но демант на овие дезинформации пристигна од 3 места. Се огласи агенцијата Брима, која ги отврли наводите на Мицкоски и потврди дека таа е истата Брима која спроведува анкети во земјава со години. Според агенцијата, нарачател на анкетата е Слободен печат, од каде исто така ја потврдија информацијата. Со свое соопштение за анкетата на Брима се огласи и владата, која ги отврли како неточни наводите на Мицкоски дека таа е нарачателот, а наводите ги нарече лаги. Јавноста доби одговор која е Брима и кој е нарачател на нејзината анкета. Но се уште нема одговор. Кој стои зад анкетите на речиси анонимни организации кои немаат редовни активности, а се појавуваат ненадејно пред избори, како што е Организацијата за граѓански активизам и независност или на претходните избори институтите Димитрија Чуповски и Павел Шатев. И дали Мицкоски, кога зборува за нарачани анкети, тргнува од искуствата кои што се својствени токму за неговата партија и нејзиното владење. Дезинформациите, поврзани со вирусот COVID-19 и вакцините, се едни од најдоминантните од кога започна пандемијата. За нив ви ветуваме и посебна епизода на Кратки нозе, а за ова издание издвојуваме една од поновите дезинформации на оваа тема. Во саботата на 25 септември, порталот Press Miracle објави содржина во која се вели дека по темелно истражување откриено е дека COVID-19 не постои како вирус, туку како бактерија која била изложена на зрачење и предизвикува човечка смрт со згручување на крвта. Всушност се работи за стара дезинформација, која била актуелна во јуни годинава. Содржината што му се припишува на Министерството за здравство од Сингапур не е точна. Се вели меѓу другото во реакцијата на Министерството на Фејсбук, што на 7 јуни ја пренесоа повеќе влијателни азиски и светски медиуми. Зошто македонски портал објавува дезинформација која е ем 3 месеци стара, ем демантирана? Зошто се подрива довербата во медицината и во здравството? Останува само да претпоставуваме за мотивите, но и да ги изостриме медиумските сетила, особено за теми како COVID-19 и пандемијата, кои очигледно се користат за манипулирање и поларизирање на општеството. Говорот на омраза е одамна кривично дело, според неколку членови на Кривичниот законник. Но тоа не и беше познато на пратеничката Жаклина Пешевска, која во дело дебатата на 24 анализа на телевизија 24 јавно изнесе невистина дека говорот на омраза не е кривично дело. Додека говорот на омраза не стане казниво дело и да се промени кривичниот законник, ние ништо не правиме. Навистина, вака ништо не правиме. Говорот на омраза е кривично дело.
Иако, за жал, се казнува ретко. За таа култура на неказнивост, години наназад има критики и од цивил, а и од многу домашни и меѓународни организации. Може би и не е чудно што е така, кога дури и пратеници кои носат закони не знаат дека говорот на омраза е кривично дело. Кога ова ќе се смени, може би и ќе видиме поревностна борба на институциите со говорот на омраза. Толку во овие кратки нозе. Ги чекаме и вашите предлози. Слободно испраќајте ни содржини за кои што сметате дека се дезинформации. Заедно ќе ја бараме вистината. Се гледаме во наредната епизода. Останете со Цивил Медија.